Почна трката за иден шеф на македонската држава. Кој ќе биде новиот македонски претседател меѓу седумината кандидати? Во меѓувреме, за прв пат неделава се одржа и ТВ дуел. Ковачевски на Конвенцијата за представување и нов реизбор за иден шеф на државата најавува нова голема победа на престојните избори на СДСМ. Мицковски пак уверен дека по 8 мај идната влада ќе формира ВМРО ДПМН, а новиот шеф на државата ќе биде професорката Гордана Сијановска Давкова. Во ово издание на Тренинг соговорничка е заменик председателката на СДСМ Сања Лукаревска. Лукаревска, на стартот, колку се веродостојни анкетите кои се прават во изминатиот период или зависно кој е нарачател, такви се и анкетните резултати? Ако зборуваме за анкети, рейтинзи, бројки и така натаму, мислам дека главната анкета ќе имаме и на 24 април едната, а другата анкета ќе чекаме и на 8 мај. Така да, како што сум била сведок во изминатите избори како член на СДСМ и така натаму, многу пати анкетите не соодестувале со конечниот резултат кој што сме го имале на изборите. Во една ваша колумна за Фокус ќе напишете кај ДПМН е ништо ново и на овие избори поставуваат и настапуваат со ист состав, без извинување, без покаяние, без прочистување. Ние, говорите СДСМ, ја донесовме слободата. Но дали го чувствувате незадоволството меѓу граѓаните? Дали може би ги прокоцкавте шансите во делот на битката против корупцијата, криминалот, состојбите во македонското правосудство и во делот за она што најмногу се залагате, дека ќе допринесете за владење, за добро владење во државата? Горда сум што ја вративме слободата. И тоа не смее да се заборави. Слободата не треба да биде ничи плен за победа на изборите. И нити сега, нити претходно. Слободата е мајка на сите човекови права. И затоа не треба да заборавиме како ни перцепираат тогаш слободата одредени политички структури и како после 2016, односно 2017 па натаму, граѓаните можеа слободно да живеат, да критикуваат, да зборуваат. Слободата ја вративме, меѓутоа не смее да го заборавиме ни времето на црни понеделници, крвави четвртоци, заокружувања со црвени кругови на сликите, неможноста да се критикува, а при тоа утредента да не има одредена санкција. Бевме сведоци на прислушувањето, бевме сведоци на најразлични закани и така натаму. И затоа и така стои во мојата колумна. За сите сегменти кои што сме ги спровеле како влада, како владеачка структура, одредени процеси може би оделе доста бавно, но имало соодветна одлучност во делот на нивното спроведување. Многумина, поголемиот дел од граѓаните, ако можам така да кажам, и да зборувам доста реално, е дека замеруваат во делот на принципот на владењето на правото. Ние бевме премногу посветени на европската агенда, бевме премногу посветени и на она што всушност и го завршивме успешно, а тоа е дека Македонија денес е земја членка на НАТО и тоа беше нашиот главен фокус. Владеевме во период кога имаше многу кризи, но тоа сепак не е оправдување. Но покажавме дека знаеме во такво кризно време да ги менаџираме процесите. Порано имавме заробено судство во заробена држава. Ги слушаме внимателно препораките од сите меѓународни фактори за она што значи реформа во судството, за она што значи имплементирање и ставање на пиедестал на принципот на владење на правото. Ако внимателно ги слушавте критиките, сугестиите, пораките од меѓународните партнери, дали може би од денешна временска гледна точка направивте избрзан чекор со измените на кривичниот законник, со кој дел од предметите кои произлегува од аферата прислушкување застарја, дел беа преквалификувани,
со што казните беа енормно намалени. А дојдовте токму на власт врз основа на обелоденувањето на скандалот со прислушкување. Како еден од сегментите на измените во кривичниот законник нели е самата конфискација, која што од една страна е санкција, меѓутоа е и превенција. Застарувањето како соодветен принцип исто така не смее да го сметаме за било каков производ или пак некаква последица. Тоа е кривичен законник. За застарувањето бевме многу свесни и сведоци какви игри се правеа во делот на тој принцип. Зар сметате дека оние кои што беа чувари на тие бомби, што ги дадоа тие бомби, за да граѓаните ја чујат таа вистина, дека може да има било каква оправдано за некакво застарување? Не. Одредени сегменти кои што денес ги слушаме и за несразмерно зголемен имот на одредени функционери, на одредени политички чинители, на одредени фактори во државата, тоа соодействува секако и за првото ваше прашање, повторно ќе се навратам, во делот на владењето на правото. Изричното почитување на законите за кои што сме се бореле уште во време на шарената револуција и она што представува борба против криминалот и корупцијата, пак ќе кажам, мора да оди доста одлучно, доста силно, но заради и други соодветни причини, процеси кои што паралелно се одвивале во нашата држава, секако дека одат доста бавно. Лукаровска, најавувате заеднички изборни листи со вашиот коалиционен владин партнер, но дуи ве извиси во последен момент. Дали ова го гледате како хендикеп или предност што не одите заедно со Али Ахмети? Никој пат не сме утврдиле дека ќе одиме на заеднички листи со ДУИ. Никогаш. Сме зборувале дека имаме заедничка концепција, тоа е европската концепција, европската агенда, европската иднина. И тоа што сме го зборувале за европеизација на нашата држава како еден од столбовите во нашата програма, како што гледаме во програмата на ДУИ, представува засилување во функција на испраќање на една заедничка порака за Европски фронт, европска иднина, европска коалиција и така натаму. Не го чувствувам буквално како хендикеп тоа што не сме заедно со ДУИ. Ние сме посебни политички субјекти, зашто за одредени прашања сме имале заеднички ставови, заеднички размислувања, за одредени прашања имаме диаметрално спротивни размислувања. Традиционално гласачко тело има секоја политичка партија, како што имаме ние, како што има и ВМРО-ДПМН, како што се има ДУИ. Тие ќе си гласаат несомнено за кандидатот која што ја представува нивната политичка партија. Ако гледаме малку подалеку и поперспективно, ако гледаме дека и господинот Бујар Османи постојано зборува и за Европскиот фронт, за европската иднина, а тоа истовремено е пресликано и во се она што е добробит и говор и презентација од страна на Стево Пендаровски, ја сметам дека доблесно би било за европската слика во вториот круг, а тоа е Стево Пендаровски, сите оние кои што ја имаат таа можност да ги дадат гласовите на Стево Пендаровски. Ако видите дека можеби во најтешкиот период сте ја воделе државата, економска криза, енергетска, здравствена криза, зошто оваа владеачка гарнитура, мислам пред се на СДСМ, не успеа да ги валоризира овие за вас успешни политики? Туку напротив, се слуша незадоволство кај граѓаните. Затоа што бевме прескромни или малку се фалевме. Затоа не замеруваат буквално сите. Меѓу повеќето забелешки и ова. Затоа што бевме навикнати на едно време друго, кога имавме постојани паради, со кои што се промовира одредени работи по неколку пати, затоа што имавме одредени периоди кога имавме можност за рекламирање на владените проекти. Ние, кога дојдовме на власт, се обврзавме дека тоа нема да го правиме. Затоа што одговорно постапивме во сите области каде што требаше да сработиме, макотрпно,
да работиме за доброто на граѓаните, да работиме да државата да оди напред, да превенираме одредени состојби кои што ги наследивме, кои што беа нагризени, ако можам така да се изразам, од некои претходни структури, за да направиме нешто кое што значи добро владење на владата како обврска и одговорност. Ние имаме многу направено, имаме менаџирано, како што рековте и вие, и корона криза, и енергетска криза, самите последици кои што ги имавме од воената криза и така натаму, никој тоа не го очекуваше дека ќе го имаме како одредена состојба, ако можам така да кажам. И тоа секако дека не треба да ни биде оправдување. Но ако ги споредиме оние резултати кои што ги имаме направено, ако ги споредиме претходните две програми на СДСМ, што е ветено, што е реализирано, имаме реализација на сето тоа, плюс нешто кое што воопшто не сме ни имале во предвид да го реализираме, а сме го спровеле. Затоа се сведоци и граѓаните, и компаниите, и меѓународниот фактор, и сите други институции. Пак ќе напоменам, никој не може да каже дека не сработивме. Меѓутоа, можевме секој пати повеќе, можевме секој пати подобро и врз основа на тоа, затоа ја бараме и шансата да го продолжиме тој континуитет на развиени економски политики, на развој во повеќе сегменти и неприкосновена борба против криминалот и корупцијата. 7 години не ви беа доволни за битката против корупцијата и криминалот? 7 години се работеше макотрпно во повеќе сегменти и во повеќе процеси. 7 години бевме истовремено и блокирани за клучни работи кои што требаше да го видат светлото на денот за да продолжиме во одредени процеси. 7 години можеби се доволни во одреден сегмент да направиме одреден напредок, затоа што по повеќе статистики ако се види и во делот на транспарентноста, и во делот на медиумските слободи, и во делот на она што значи ублажување на казнената политика која што претходно беше репресивна, сега ние се боревме да биде превентивна. Се боревме и против селективна правда, се боревме и против тоа да партиското тело, партискиот орган не биде судски совет. Се боревме и против тоа политичарите, поединците да не бидат судии. Се боревме против се она кое што беше вистината за Македонија. Односно, ги слушавме оние телефонски разговори, како се прават соодветни нарачки. Не може се да направиме дека е црно. Имаше навистина и многу процеси, имаше многу координирани активности меѓу сите институции кои што ја имаа пред се онаа нишка на борба против корупција за да се борат против неа заеднички. Тука ќе го споменам и инспекторатите, ќе ги споменам и судиите, ќе ги споменам и обвинителите, затоа ние сега имаме нови мерки, препораките кои што ни се давани постојано од меѓународните фактори, кои што треба да ги имплементираме во наредниот период, во новиот мандат. Се тоа ќе придонесе за да она кое што е сработено овие 7 години, да може да продолжи и понатаму и врз основа на тоа да има соодветни резултати. Ковачки, пратеник на ВМРО ДПМН, ќе каже Лукаревска е покровител на рекетот и криминалот. Да, го слушнав и јас тоа. Многу е лесно денеска да се дисквалификува и да се клевети. Јас, кога ја превземав одговорност и обврската да бидам носител во изборна единица 3, јас се обврзав дека ќе водам фер и позитивна кампања. Јас не верувам дека граѓаните сакаат да не гледаат како постојано се расправаме, се навредуваме, кажуваме невистини еден за друг. Граѓаните сакаат да слушнат што ќе понуди СДСМ во делот на повисокиот стандард на граѓаните, што ќе понуди СДСМ во делот на она што значи стандард на пензионерите, што ќе понуди СДСМ за младите, за унапредување на родовата еднаквост, истото сака да го слушне што ќе го понуди и ВМРО. Ние треба да ги соочиме, Лукаревска, дали тоа значи дека СДСМ ќе води кампања врз основа на програмска понуда, без разлика ако од политичките опоненти наидете на
на жустрина, на критики, омаловажувања, дискредитации. Секој човек пред се, еве и како политичар сте жив човек, имате соодветно своја емоција. Јас не би дозволила никој лесно да манипулира со било какви дисквалификации, а врз основа на тоа да не соодветно, да речам, ги демантирам истите. Многу е лесно за некого да кажете било што. Тоа граѓаните го слушаат и граѓаните го гледаат. И никој не сака политичари кои што по секоја цена, само за да покажат одредена супериорност и пред своите партиски другари, а пред се и пред граѓаните, да го омаловажуваат противникот. Тоа е најлошо сценарија. Слушнавме како многу пати клеветеше Ковачки и мои колешки и мои други партиски другари, кои што потоа го тужеа и истиот изгуби. Затоа е многу лесно дисквалификувањето да го направиме да биде тема на дневен ред. Не, јас би се борела со него и со сите носители на изборни единици во изборната единица 3, само со факти, со аргументи и со бројки во делот на она што ќе понудиме за да граѓаните утре гласаат за нас. Александар Новаковски, поранешен председател на ДИК, адвокат, со свој предвидување не очекува бескрупулозна изборна кампања и нова поделба меѓу граѓаните. Како вие гледате на овие негови проценки? Имајќи во предвид дека станува збор за двојни избори. Граѓаните мислам дека се премногу поделени. Затоа ние сме криви тука како политичари. Бидејќи целото општество можеме да кажеме дека е поларизирано на некој начин. Наша обврска е преку соодветна дебата, диалог и консензус да направиме граѓаните да не гледаат пред се како промотори, наместо да не гледаат како постојани критичари, критизери на се оно што нас не ни одговара. Ако има бескрупулозна кампања, за тоа мислам дека постои соодветен етички кодекс за кој што сите сме обврзани како учесници во таа политичка трка. Пак ја напоменам, на граѓаните веќе им е доволно да не гледаат како постојано се навредуваме и надмудруваме. Јас ќе се борам и се борам никогаш да не го напаѓам мојот политички противник неосновано и по секоја цена. Многу е лесно денеска да напишете статус и да омаловажите некого, да извадите одредено видео да омаловажите некого. Пак ќе кажам, само аргументирано, за да и самите граѓани всушност направат соодветна дистинкција. Зошто утре ќе биде нешто спорно ако се сретнеме и на терен, да не се поздравиме и да не си посакаме среќа еден на друг? Дали е тоа многу подобро, отколку тоа да се зборува паушално само и да се вадат соодветни лоши карактеристики за политичкиот противник? Очигледно, можеби живеам во некое друго време, не знам. Лукаревска, на крајот зборувавме и за состојбите во македонското судство, но ќе завршам со дали оваа владеачка гарнитура ја прокоцка шансата и ја плаќа всушност цената со Преспанскиот договор, со спогодбата со Бугарија, и затоа сега на овие избори, според анкетите, нема да ја коментирам анкетата на МТ, но низа на последователни анкети говорат дека ВМРО-ДПМН е во предност. Дали договорот со Бугарија и Преспанската спогодба всушност ви го оддалечи патот кон нова победа на престојните избори? Не би се согласила со оваа констатација, затоа што се она кое што го спомнавте како посебни чекори кои што сме ги превземале во делот на владењето, исто така ги превземавме пред претходните парламентарни избори 2020. Таму имавме одличен резултат и ја направивме, добивме уште еден мандат. Имавме соодветен и референдум, за кој што огромен број на граѓани дадоа поддршка за она што значи европски чекор, кој што сака да го превземе СДСМ. Ниедна шанса не имаме прокоцкано. Единствено можем да кажем дека работевме многу. Работевме многу во повеќето сегменти. Дали направивме доволно? Соодветно не. Преспанскиот договор се покажа како единствен признат меѓународен сегмент за кој што треба да се горде оваа влада. Преспанскиот договор реши децениски проблеми. Преспанскиот договор овозможи добрососедството на вистина да биде добро соседство во оваа држава.
Имаме исто така и Open Balkan, со кој што на регионално ниво ние ги направивме сите можни предуслови за да всушност бидеме почитувани како што доликува на една земја која што е членка на НАТО и која што сака да биде членка во Европската унија. Никој пат не ја вративме државата назад, никој пат не се водевме по принципот на изолација како што имавме одредени други времиња. Отворивме врати за се она што значи добро за државата. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Сања Лукаревска, заменик председателка на СДСМ и носителка на изборната единица.